уште едно прашање, кога светот, кога Трамп ќе изјави дека светското право или меѓународното право нешто не е што е потребно денеска, доволно е мојата моралност, мислам таква некоја изјава, дека имаше кога живееме во таков свет, како ние да си како мали народи, не мали, туку малобројни народи, прилично сиромашни, кои што не успеаваме сами да застанеме на нозет, се уште боледуваме 30 кусур години од најосновни детски болести, не успеаваме некои основни елементи кои што треба да ги има државата, да си ги направиме како што треба, како треба ние да се поставиме сега да го преживееме ова цунами. Во мојата полемика за бившиот министер Малевски кажав дека не постои меѓународно право, не постои. Постои право на посебниот џунгла. Еве го докажа другарот Трамп. И што е страшно, никој не кажа дека се реферира на Кант за моралниот морал во него. Значи, звезденото небо горе и моралот во него. Трамп говори за морал, Бог да чува и да брани. Тоа е далеко од памет. Што е морал? Некому да не сакаш лошо, тоа што збориш да правиш, а не едно да зборуваш, друго да правиш, што секој ден го гледаме ние. Во сабота премиерот држи состанок на својот штаб за развој, не гледа дека пола Македонија под вода. А зошто? Се година и по на власт треба да ги очистат каналите. Има наука. Градежни факултет, шумарски факултет, земјоделски факултет. Тие три факултети треба да му дадат програма научна и техничка, како година да нема вакви поплави. Сакав нежно и постепено да го направиме влезот во домашната политика, вие некако ми отидовме длабоко. Многу ме боли кога гледам оние луѓе нема каде да живеат собрани по спортски сали. Добро, сакав да ве прашам, мислам и да констатирам дека практично кога светот има вакви историски промени, кои што практично се определило како ќе живееме ние во следните децении, домашната политичка сцена во Македонија ќе се согласите помалку или повеќе веќе и издодевна. Не се случуваат некои многу работи интензивно како што очекувавме да се случаат. Партиите си држат пресконференции, се занимаваат со нивни прашања, мислам тажно е да се гледаат македонски партии како се обвинуваат и се навредуваат меѓу себе. Македонија веќе никој не ја ни споменува, а толку сме малци, толку сме сиромашни, толку е потребно како никогаш до сега да се обединиме, да направиме нешто добро за државата, кога околу нас полека се рони светот кој што го знаеме дека функционирал и ние уште се занимаваме со некои маргинални работи. Една петина... Сакам да кажам зошто не успеаме во оваа ситуација некако да се мобилизираме да ги избиеме редовите. Една петина од нашиот народ е гладен. Живеат со помалку од $2. Тоа е беда. Значи, државата мора да има 3 големи стратегии. Борба против беда, борба против климатски промени, што всушност една дама рече вчера, тоа е проблем на здравје, не е на околина. Луѓе страдаат здравствено заради тоа што имаме лоша клима и загаден воздух. И трето што е многу важно, треба да има борба Македонија за 20-30 години да не стане Македонија од милион души држава. Старе населението, а никој не прави деца. А тоа зошто? Зашто државата, владата не прави услови за подобар живот на младите парови. Значи, тоа е најитна работа што треба да го направиме. Значи, сакате да кажете, не е доволно само дека треба многудетни семејства, едноставно треба да се створат услови за луѓето да сакаат да основаат семејство тука и да гледаат деца. Па многу фамилии што имаат повеќе деца се жалат тие придонеси што треба државата да им ги даде, не им ги дава. Не им ги дава. Зошто? Касата празна е. Само премиерот и неговата министерка знаат кај се парите. Па само фондот за здравство има 900 милиони евра. 900 милиони евра. Нема лекови, нема сестри медицински, нема специализанти. Овој министеров за здравство е брилјантен човек. И јас сум бил 2 години советник за менеджмент кај да е министер. Значи, човекот има феноменални програми
И Министерка за образование треба од него да научи и да ги прети своите директори на училиштата и декани на неговата школа што е спрема за менаџери. Зашто џаба имаме ние пари, и ако немаме пари во образование, ако директорите не се оспособени да раководат со тие мали предпријатија. Секам порано една наша пријателка, амбасадорката Филипини, рече, има држеше предавање кај нас менаџерските консултанти. И јас сум менаџер на мала фирма Амбасада. Секоја школа, секој училиште, секој забавиште. И уште една амандман имам. Ние сме изгледа единствена држава во космос, кај што предучилишните институции се во социјална политика, а другите се во образование. А сегде во свет има предшколско и школско образование. Значи мора тоа да помине во Министерство за образование. И тоа исто. И уште нешто. Сите министри последните 20 на години се колнат дека ќе ги укинат управите на клиниките и ќе направат еден центар. Ама никако не го прават тоа. Знаете зошто? Зашто во секоја клиника има управен одбор со 1000-2000 евра бакшиш хонорар. Друго, премиерот мора да укине половина од стотиците непотребни агенции, агенција за ова, агенција за она. Зошто? А таму исто има огромен одлив на пари. Тие пари треба да се дадат во образование, во здравство, во развој, а не во плати. Да кажавте дека практично тој го знаат, правиме тука прилози дека навистина за голем дел од граѓаните се, ова е жално што го кажам, меѓутоа тоа е реалноста, имаат проблеми, оние основни животни потреби да си ги задоволат, зборуваме да соодветно да наполнат фрижидер, да јадат колку толку квалитетна храна. Се жала дека премногу скапа храна купуваат во Македонија, еве сега почна нешто тука и да се ангажира околу владата, да испитува можност здружување на маркетите за држање на мислам тоа е, ако се покаже дека тоа е навистина така, тоа е злосторство врз својот народ. Имав можност да патувам во земја во Европската унија пред неколку денови и сега како секој новинар не гледаме ние работи кои што ги гледаат другите, си гледаме нашите работи, инфраструктура, цени, со поинакви оки гледаме работите. Големите маркети, цените на храна, зборуваме за маснинки, леп, млеко, јајца, фасцинантно се на ниво како што е се во Македонија, тие се цените. Зборуваме со држави за 3 пати за просечна плата над 2000 евра. И сега тоа кој ќе го пресликате во Македонија, стварно имаме проблем ние што велат фрижидерот да се наполни како што треба. Сега зборувам за како нација. Евенен Синица, министерот за економија и премиерот неколку месеци велат дека ќе воведат контрола над маркетките и велат место синџири ланци по српските рад. А зашто не го направија порано? Чека да поминат изборите, зашто не можам да тврдам, ама мислам дека као што банките го плячкаат народот. Знам каде ќе одите, мислам дека треба да внимавате, почитам словото на гор, меѓутоа тоа може да е тешко што ќе го кажете. Добро, банките како може да имаат по 150 милиона евра профит, 150 милиона. Тоа е невидено, го цедат народот. Народот има, да кажеме, 5 милиарди во банки, а 5 милиарди е должен. Друго, имам информација дека владата постојано се задолжува. Касата празна, банкрот. А тоа што значи? Лоша политика се води, неука. Јас сум донел неколку Нобеловци кај бившите премиери да не бидат консултанти за развој. Тие гениалци што направија Сингапурско чудо, Кинеско чудо и го направија сега Индиското чудо. Кисинџер. Кои се тие луѓе? Да. Не можам да ги кажам. Ама, ако треба, кога ќе бидат на маса Љупчо Гергиевски, Никола Груевски, ќе чујат затоа што, да не заборавиме, не ги прима овде. Знаете зошто?
Ако дојдат овде, они кажуваат, многу е едноставен развојниот концепт. Памет и пари и лидери. Ама нема крадење. А ние сме шампиони на што? На Заради корупција. тоа изминативе 30 години не успеа некои проекти кои што навистина ќе ја сменија Македонија. Зборувам за уште во 90-тите години, сите го знаеме, Ауди влезот. Сите знаеме за канадска пошта дека сакаше да ја купи македонска пошта. Мислам зборуваме за Американците сакаат да да нешто купат што во моментот може да стануваме само. фабриката за муниција. Зошто? Да не правиме муниција, да му ја продаваме на Милошевиќ. Професор Стив Хенке дојде тука со препорака од Кисинџер да направи економски бум. Го играа мајтап премиерот Црвенковски и Глигоров. И човекот се навреди, отиде направи од Естонија Сингапур. Во Бугарија направи пробив. Значи, ние не кеме други да ни доаѓаат овде да ни даваат памет, зашто ако ни даваат памет, ке бараат отчет. Отчет ке бараат. Кога правам трансформација на компанија, на секој работно место му давам 3 димензии. Оврски, дали има овластувања, да ги направи тие овласти, и отчет. Додека во Македонија не се воведе култура на отчетност, нема ништо. Еве пример. Најголем лек за против кражбата и корупција е закон за потекло на имот. Нешто кажува, да не го именувам сега, само 61-ви ќе ги испитаме, шефот на антикорупцијска. Сите граѓани на Македонија, од горе надоле, треба да се испитаат од кај им имотот. Не може некој што продава семки и белеблеби да вози Ферари и Ролс-Ройс. Се знае парите од дрога, или како бившата градоначалничка, што е катастрофа, рече дека во Чаир има 150 објекти без дозвола, така се перат парите. Од дрога парите се прави зграда и се продава за кеш. Добро, ова е ваша логика сега. Не знам колку има, дали имате некаков доказ ова тврдење да го... Дамата рече дека 150 објекти без документи се изградени дивоградби, Да, знам. зашто нема доказ од кај им се парите. Прашањето кое што ме мачи, претпоставам и јавноста. Зошто со ваков начин на владење, со ваков начин на функционирање на опозицијата, со ваков начин на функционирање на другите партии, со ваков начин на водење на политиката, со ваквиот начин на однос меѓу партиите, со ваквиот начин на комуникација со јавноста, видовме дека не ни оди баш најдобро, побрзо или побавни, другите земји одат напред, сега наоѓаат својот пат под сонцето. Ние се саглавивме тука самите себе и се занимаваме, се извинувам што ќе кажам, али тоа искрено со глупости се занимаваме. Зошто немаме идеја и желба тоа да го смениме за подобро утре на сите нас и подобро утре на Македонија? Зашто нема љубов тоа да се направи? Човечката глупост, човечката алчност и човечката завидливост, знаете кој е мерка? Само небото. Човекот е роден паметен и морален, ама општеството, што би рекол Русо, големиот филозоф, ќе го расипе. Зашто деца вако мајмуни се гледаат што прават постарите. Не може ти едно да му збориш, друго да правиш, а трето да мислиш. Децава се бистри, гледаат. Како може ние да ги лажеме децава? Тој што мисли ги лаже децава, сам е во голема заблуда. Сите деца имаат критичен ум. Ама гледаат дека не се исплатува да бидеш чесен. Не се исплатува. Тие што се Сакате, се извинувам што ја прекинувам, ќе молам, Да. сакате да кажете дека алчноста, претпоставам за личен профит, алчноста за Точно. моќ, алчноста или поривот да си некој главен дечко или не знам што. Да имаш Да, тоа е предмет. себоре, тоа во цел свет го има. Меѓутоа, не е тоа што ве прашувам, како може желбата таа да биде поголема од желбата за својот народ и својата држава, нешто да направи, едноставно да направиш луѓето искрено побаво да те живеат. Ова е Тогаш ќе чист- те почитуваат и ќе те скренат на пиедестал. Ова е чист идеализам. Не може една држава
општество, организација, као во шахот, мора да има правила. Правила. Добро. Не може да ги менувате правилата како ќе ви текне. Правилата на зид стојат, а тоа се вика закон. Закон. Ако ние не го почитуваме уставот и законот, пазите, кај нас во филозофија на право се вели вака. Законот е минимална морална норма. Значи ти ако го газиш законот, ти си тотално неморален. Тоа е многу едноставно на македонски кажано, ама тоа треба да се примени. Она ја обожавав ја поранешната амбасадорка, Кейт Бернс. Она велеш, нема да дозволам во Македонија да продолжи култура на неказнивот. Да беше си отиде и ништо. И ништо. Не знам дали некој прашува дали што она ќе дозволи или не, претпоставам дека жилбата за како до сега си е супер интересна. Не е шега тоа. Зашто она се подпираше на изјавата на Бајден, тогашниот председател на Америка, кој велеше борба против корупција и борба за демократија. Кај што има корупција, нема демократија. Зошто? Нема казнивост, а без казнивост нема демократија. Па видите кој како дојде за министер за функционер, не сите сега, меѓутоа имаше луѓе кои што влегува во политиката и се излегува со уште подобри бизниси, уште побогати, уште поуспешни, а државата колку и да се цица останува доле и граѓаните веќе губат надеж. Па имаше сега список на антикорупцијска. Стотини функционери, градоначалници, министри не поднеле сметка каков е имотот. Зошто? Зашто ако поднеса сметка каков е имотот, кога им заврши мандат, ќе кажат, од кај бепате овие пари? Со платали. Многу паметни луѓе велат дека за ова да се смени, односно нашиот менталитет да се смени, дека тоа ќе се направи преку образование. Зборуваме за новите генерации сега што доаѓаат да се воспитуваат на еден малце подруг начин. Во ред, може ова што го зборев претходно, секако идеалистички, меѓутоа мораме да почнеме така да размислуваме за елементарно пристојни да ги направиме работите. Ја не викам вака да стигнеме, треба вака да стигнеме, али да одиме во еден правец. Зошто и како држава се изгубивме, сега зборуваме за 10, 20, 30 години назад, во образованието. Универзитетите ни спадна од сите можни листи, а според многу мина системот на образование е застарен, не им интересен на децата. Во училиштата и во образовните програми на околните држави имаат некои предмети кои што ние тука воопшто ги немаме. Патриотско образование, односно да те научат да ја сакаш ти државата, а потоа како од кога ќе ја сакаш, малку поинаку ќе се однесуваш со неа, бидејќи јас вас ако не ве сакам ќе се однесувам на еден начин, ако ве сакам и ако ми значи дека некој ме научил да ве сакам и ве чувствувам како сој, јас осама поинаку ќе се однесувам со вас. Тоа значи дека нема да фрлам ѓубре, кај што ќе стигнам да плюкам по улица да не ги почитувам правилата. Доказ дека сакаме татковината. Да, во ред. Сега, што треба да направиме во образованието, малце работите системски да ги смениме? Или премиерот да ја смени министеркава, или да донесе таков начин да ја дошколува, за да може да биде лидер на најсуптилниот дел на нашето суштествување. Ама сега зборувам за нешто што се правило и 20-30 години наназад. Да не персонализираме до толку. Сега ќе правиме ние и вие поише крадевте. Тоа е доктрината. Вие поише крадевте. Значи сега имаат власт нашиве политичари, сега треба да докажат дека се патриоти. Како? Со квалитет, со позитивна селекција. Не може министерката да се вади дека немала филозоф во биро за образование. Па ќе донесе 5 филозофи, ама неќе. Ја викаме да дојде кај нас на институт, не доаѓа. Ја викаме на конференција, не доаѓа. А нашата последна конференција беше филозофија во образованието. Мислењето е најтежок занает, вели Форд. Затоа толку малку се бават. Ако сите знаат да мислат, ќе бидат сите филозофи. Филозофијата која е во 2 предмета втемелена: логика, мислење и етика однесување. Ама не можеш да предаваш етика, а да се однесуваш неморално. Значи, тие што предаваат, има полемика со бившата министерка Мила Царовска, оваа министерка оди по незините шекори. Неа законот за основно образование го правеа педагози и психолози.
во школите има педагози, психолози, нема филозофи. Да ги научат децата да мислат, да ги научат да поставуваат прашања, да ги научат што е тоа етика. Етика само филозофија има. Не може друг да предава етика, што не знае етика. Зашто етика и логика не се само теорија, богословија, етика и вештина. Практично однесување. А гледате, најважно е за малото дете со личен пример и дома, и во училиште да му се овозможи да се развие во здрава, критична и етичка личност. Како да ги научиме децата да си ја сакаат државата на поинаков начин од кој што ние Можеме сакаме? со револуција во образованието. Револуција, не трансформација, не форма. Се фали министерката дека она измислила патент како со казна ке ги натера професорите на универзитет да пишувале текстови. Па пишување текстови не е наука. Треба истражување, треба учество на меѓународни конференции, кај што не можеш да збориш глупости, има тамо асои кои што ќе решат. Оди вамо ти, од кај знаеш ова? Па ја прашав еднаш. Кој може од нашиве професори да донесе 2 европски рецензии? Поучен од мојот колега од Љубијана, што беше министер за наука, Лев Крефт. Тој направи закон во една реченица. Кој сака да напредува во звања во Словенија, мора да донесе 2 европски рецензии. Многу просто. Значи, закон за потекло на имот, една изборна единица. Тогаш нема тие што ќе бидат во парламент да бидат послушници и лицемери на лидерот. Зашто во сите статути на политичките партии пишува дека лидерот е султан, има апсолутен монопол на кадровска политика. И да не бидам папагал. После изборите 2016, во Мано имаше една конференција, мојот професор Старделов, академикот Старделов, рече една голема тајна. Нема демократизација во Македонија без демократизација во партиите. Таква мислите дека ќе се случи? Или што Ќе треба, се случи кои услови треба да има кога да се ние случи? По казна ќе влеземе во Европска унија со среќа за допашката на Украина, што не постои кој држава, и Молдавија, што исто е шарена држава. Зашто сега од Кипар, рече председателот на Советот на Европа, кошта. Украина, Молдавија и Западен Балкан мораме да ги внесеме внатре, ама треба да направат, како што вика, промени. А ние не кеме да правиме промени. Еве, најмногу и најлесно да правиме промени во образование. Еве, направивме промена во тоа што ќе речеме дека во Скопје, во главниот град, ќе направиме ред во сообраќајот, нешто што беше поздравено од сите, еден систем наречен Safe City, автоматско казнување, нешто што е, да речеме, што толку густ систем на камери и информатички средства нема ниту една држава на Балканот, и тука ние требаше да се, што викаат и PR експертите, да се поставивме како лидери во тој поглед. Меѓутоа, за тоа да функционира, повторно сме блокирани овој пат од ДУИ, заради тоа што сега они не ќе бадентерано мнозинство да го изгласаат тоа и законите кои што ќе треба да се променат за овој систем да може да почне да функционира од февруари, не може да го направиме. Дали Македонија како општество на македонското политичко милје боледува од автоимуна болест? На нивниот отпор, ја ги разбирам, беа на власт 20 на години, сега се плашат да не ги поапсат. Треба нашиве лидери додат во светските престолнини, а никој не ги прима. Гледам, никој не ги прима, нити доаѓа. Срамот е, господине Гајдов. Срамот е додиме во Колега странство. Гајдов, Колега Гајдов, се извинувам што ве прекинувам, срамот е додат условно кажано да плачат нашиве, едето овие ни блокират, се работи за нешто што ќе спречи или што ќе намали бројот на жртви на патиштата. За таква работа зборуваме. Не можат да се обраќаат на умот на Алија Мети, до вчера командант на УЧК и денеска командант на опозицијата, албанска. Ама според таа негова одлука директно влие врз мојата безбедност, на моите пријатели, на сите ние. Според мојата основна логика, нашиве политичари и државници треба на сите светски центри да им кажат дека најелементарниот начин за почеток на воведување на правна држава Safe City
имаме отпор од лидерот на албанската опозиција. Тој мојот велешанец Јегенije со ова Сейф Сити. Тој единствен си го заработува лебот, а и министерот за здравство многу ми се допаѓа. И оној третиот велешанецот, кој што шета по свет со опинците на Гоце Делчев и ја промовира македонската културна дипломатија. Добро. Мислите дека измените на уште во една минута измените на кривичниот законник, какви што сега ќе се донесат, дека ќе, пошто бидејќи многу долго време се најавува, дали ќе можат да смират нешто во конечно правда да има во држава? Билика хрватите, законот не оди сам. Некој треба да го спроведе, а не ќе да го спроведат. Не може да препишеме закон од марсовци. Пазите, ова студио, во полемика со мојот шаховски друкар Маријан Ѓорчев, кој викаше, тоа го воведе, викам, СДСМ, не е точно. СДСМ со 46 гласа, а вие му дадовте со 4 контра, да има сензус и да помине законот. Тоа е трагедијата. Да се видиме негде во април, здравје Боже, кој ќе запролети, предпоставувам дека ќе овие иницијални проблеми некој ќе ескалират, некој може и ќе се смират и мислам дека е доволно неколку месеци да поминат за да направиме уште една нова анализа на тоа што е случува во светот и тоа што е случува во држава. Ако го преживееме овој воздух. Па ние веќе сме отпорни на се, за жал. Борбата за почист воздух и налето се води, меѓутоа ние само кога акутен проблемот реагираме. Да ви дадат награда во Америка за тоа што покажавте дека Скопје е најнасен град во Европа. Нема да ми даде никој награда за тоа, како и да е, ви благодарам на оптимизмот и ви честитам. Благодарам уште еднаш што ја прифатите поканата. Почитувани, значи од денеска понатаму повторно во редовниот термин после централните вести, само вистина, само интервју со колегата Гоце Михајловски во четврток, само вистини со Видиновски, емисијата во поширок формат со 4 гости од следната недела наместо во среда ќе биде во понеделник и тоа што е добро е што малце ќе го зголемиме времетрењето на емисијата, односно ќе биде подлога за едно 15 минути, што е разбирливо меѓу предлив дека се четворица гости и ќе имаат повеќе време да си искажат своите ставови. Очекуваме во неделите што следат и колегата Мирчевски со неговата Кавгасива исто така да ни се приклучи. Како да е, ви благодарам што не следевте и останете со програмата на Канал 5.